Кој и зошто го штити директорот на истражниот затвор во Шутка, Ѓоко Котевски? Иако самиот Котевски под притисок на јавноста пред повеќе од 3 месеци поднесе оставка до владата, тој се уште ја извршува својата функција. Премиерот Зоран Заев како надлежен за назначувањето на директори на казнено-поправните установи од нејасни причини се уште не го разгледал барањето на Котевски да биде повлечен од позицијата. Алфа денеска побара одговор од владината прес-служба зошто се оддолговлекува разрешувањето на Котевски. Оттаму без конкретен одговор. Велат тоа прашање не било тема на разговор на последната владина седница. На 138-та седница на владата, ова кадровско прашање не беше на дневен ред. Оставката на директорот на затворот во Шуто Оризари, Ѓоко Котевски, ќе се разгледува на некоја од следните редовни владини седници. Котевски поднесе оставка до владата на 25 февруари, 4 дена по инцидентот во кој беа физички нападнати притворените екс-министри Миле Јанакиевски и Спиро Ристовски. Тогаш надлежните тврдеа дека оставката била поднесена во изборен период и дека истата ќе биде разгледана по завршување на председателските избори, штом заврши забраната за разрешување и именување согласно изборниот законник. Изборите завршија пред 1 месец, а оставката на Котевски ниту сега не се најде на дневен ред. Инаку по инцидентот во затворот Шутка, во кој лица обвинети за диво населје физички ги нападнаа екс-министрите Ристовски и Јанакиевски. Затворската управа се правдаше дека настаните се случиле поради пропусти на безбедносните протоколи и најавија дисциплински постапки за 11 вработени во затворот.